Добро вечер во 10 минути. Со мене вечерва е независната пратеничка Солза Грчева и со неја ќе поразговараме на неколку актуелни теми. Пратеничка Грчева, добро дојдовте. Така. Добре најдов и поздрав до гледачите. ДИК ја пустави електронската верзија со гласачите, каде што граѓаните може да направат увид дали се или не се во избирачкиот список. Деновиве имаше информации дека има повторно граѓани кои што се регистрирани на една иста адреса по 20-30 граѓани и жители. Како е вашиот став по ова прашање? Па мојот став е непроменет уште од 2013 година. Се сеќавате на локалните избори. Така? Беше првата детекција на оние гласачи увезени од пустец. Значи, ова не е нов проблем. За новите проблеми би сакала да чујам сега после ова пречистување. Тие се уште во зоната на шпекулации, но ова е нешто што дефинитивно сите го знаеме. Мене ми е интересно што сега во 5 до 12 се врши целава ова операција, а не и во предходниот состав на ДИК, кој што го повикував и јавно од говорница, од која влегов во собрание, да почне итно со теренска проверка. Значи, сметам дека имаше доволно овластувања, избирачкиот законник даваше доволно простор да се подигне и прекршочна и кривична пријава за одредени сомневања. Такви сомневања постоја меѓу граѓаните. Зошто ДИК во минатиот мандат тоа не го направи, не ми е навистина јасно и подпиша 3 пати за ред го подпишуваше истиот тој избирачки список. Затоа сме и на ова ниво сега, почнува наново животот за нас, секоја година, секоја предизборна година. И еве сега сме во една, да речам, трка, дали ќе може да се пречисти избирачкиот список, за чии дефекти, барем за дел од дефектите, ги знаевме многу поодамна. 17 април е клучниот рок до кога ДИК каже дека ќе излезе со пречистениот избирачки список, односно ќе заврши операцијата на вкрстени податоци. Сметате ли дека до тогаш ќе ја заврши оваа операција и ќе имаме конечно чист избирачки список? Се уште очекувам ДИК да биде транспарентен. Тој во моментов не е. Така да неодговорно би било јас во име на ДИК да кажувам дали е возможно да се направи таа вкрстување на податоците, но уште поважно она што МОС го побара, процедура за отклонување на аномалиите во самиот список. Значи, една постапка е да детектирате што не е во ред, а друга постапка и многу одговорна е како да се пречисти избирачкиот список. Така да, но, еве да верувам во првичните информации кои што доаѓаат вака штуро до нас граѓаните и до нас пратениците конечно, дека навистина ќе има време. Мислам дека, еве, и МВР е мобилизиран да пронаоѓа аномалии во списокот, истовремено ДИК кој што доби во меѓувреме поголеми надлежности, ниеден од нив не излезе да рече дека не е возможно таквото пречистување, дефинитивно. Јас оставам простор да верувам дека е тоа возможно. Последователно на тоа се поставува и прашањето, прочистувањето на избирачкиот список беше еден од клучните фактори за одржување на изборите на 5 јуни. Ова се, како да кажам, презакажани избори. Сметате ли дека тогаш изборите и ќе се одржат? Знаете што, мене ми е малку и чудно што два момента останаа да се дефинираат како незавршени. Избирачкиот список и медиумите. Меѓутоа сметам дека многу други фази во меѓувреме беа лошо завршени. И нив ги сметам порелевантни за изборите од овие два момента. Значи, не само што беа пробивани роковите, тоа беше помало гајле. Суштината на она што го испорачуваше Пржино, како отварање на демократскиот амбиент, да не се лажеме, фери демократски избори само една степеница. Јас не би сакала за мојата земја да имам мислење дека после 25 години независност ние сега треба да се прашуваме само дали можеме да направиме избори. Пржино беше замислен како поинаков процес, како поголем процес. Што е со прибелешките на Прибе? Што е со целиот демократски амбиент? Што е со одвојување на државата од партијата? Како да ги тргнавме настрана сите битни прашања и се фокусиравме само на овие две? За првото, мислам дека е техничка работа, дека тоа секако ќе води кон некаков резултат, кон некакво прочистување на избирачкиот список, а за второто, мислам дека грешката е направена во старт.
Не се прашани новинарите, не е прашана фелата, не е Новинарската фела. вклучена воопшто новинарската фела и кој тоа компетентно во нивно име може да договара било што. Значи, веќе беше доволно тоа што 4 партии беа прашани да зборуваат за медиуми, а не беше новинарската јавност, ако сакате и граѓанската јавност. Веќе Како тоа и за беше договорот од Пржино, така веќе беше. тоа беше, да кажам, вулгаризирање на демократијата, а јас секогаш сум инсистирала оние што се носители на процесите, тие први да бидат прашани за тоа како треба да изгледаат тие процеси. Дури и сега да има некој договор партиски, сметам дека тој ќе биде на штета на новинарството. Деновиве актуелно се предметите на специјалното јавно обвинителство. Знаеме нешто почна, некаде работата запре. Се поставуваа прашањата дали паралелно со СЈО треба да се формира и специјален суд. Каков е вашиот став по ова прашање? Па ја не сакам во својата земја да видам многу паралелни институции, да бидам искрена. Мене ми е жал што се заклучи дека јавното обвинителство не може да си обави функцијата за која што е формирано и која што постои со децении наназад и еве се посегна по специјално обвинителство. Но, јас не знам како консензуално во собранието, ако се сеќавате, сите 4 партии гласаа за законот за специјално јавно обвинителство. Единствена излегов на говорница да кажам дека тој закон утре ќе прави сопнувања без намерни обструкции, како што сега се прикажуваат во јавноста. Самиот закон е обструкција сам по себе за јавната обвинителка и за тоа обвинителство. Таа е строго врзана со постојните институции, а ако декларираме дека немаме верба во тие институции, како тогаш во закон тие работи толку нејасно, толку неписмено, толку неправнички ги испреплетовме сите тие институции. Така. И сосема пред крајот на нашите 10 минути кажавме дека изборите се наближуваат на 5 јуни, вие сте независна пратеничка од опозицијата. Како на изборите на 5 јуни, како независен кандидат или пак во коалиција? Знаете, јас 5 јуни или 24 април или кој да биде друг датум, не го гледам како најбитниот момент во нашава, да речам, држава. Воопшто не. Нити е важно јас како ќе се поставам ни некој друг субјект. Битно е да на вистина некаква демократија, барем базична, се отвори. Кај нас, за жал, она што го испорача Пржино, што ви го вела, испорача уште поголемо срозување на демократските процеси. Вие сега имате комплетно забетонирана и запечатена партократија. Еве, еден момент, не го знаат веројатно вашите гледачи. Во сабота и недела NDI, замислете, Демократскиот институт, кој што долги години овде постои во Македонија, во Охрид одржува некаква си дебата парламентарна на кој што ќе бидат присутни пратенички од сите партии, но не и независни пратеници, кои што и како беа употребувани за работа кога влеговме во собранието. Нема простор ниту за мали партии, а камоли за независни пратеници, за жал, со оној Донтов метод на пребројување на гласови, со 6 изборни единици. Кој е просторот? Ви имате избор да бидете само вазал во некој од коалициите. Тоа е тоа за што жалам. Тоа не смее да биде така. И очекував дека Пржино ќе го даде тој пресврт што не го даде. Што се однесува до моето позиционирање, јас своето делување го гледам малку на подолги патеки, не само овие избори, туку и понатаму, не мислам никако да се повлечам од политичкиот живот. Пратеничке Грчева, ви благодарам што одвоивте 10 минути за нашата емисија. Почитувани гледачи, тука завршуваат 10 минути. Останете со програмата на телевизија 21.